Братче и сестриче од Делчево се борат за живот. Наместо бонбони, голтнале тешки седативи, ги нашли играјќи се на улицата, позната како Пустевски ендек во Делчево. Децата на возраст од 7 и 4 години вчера околу 18 часот биле примени во Делчевската брза помош во тешка здравствена состојба. Од фамилијата донесоа таблети Асентра и ни покажаа дека станува збор за троење од лекови. Случајно го претресовме джепот на едно од децата и најдовме таму таблети Верапамил. Драмата за да спасат два детски животи во Делчевската брза помош траела неколку часа. По направена лаважа од страна на дигестивен систем, направено ЕКГ и примена антидотска терапија, пациентиве беа спремни за транспорт. Меѓутоа од страна на кардиоваскуларен систем, двете деца беа со блок, едно од 3 степен, другиот од 2 степен. Децата се префрлени на детската клиника во Скопје, од каде информираат дека тие денеска се во стабилна состојба, благодарение на навремената интервенција. На буре таму некаде се онадеја, па после вика не од бурето, па тука е панал. Тука некаде со сенокесенц, такво. Па помислија нешто такво нешто, 100%. Маленки деца, како бомбони нешто. И тоа. Па исплашени бевме многу. Ова семејство живее од социјална помош и во мизерни услови. Соседите велат дека децата најверојатно биле гладни, па ги пребарувале кантите за ѓубре. Во семејство живее, знаеш како? Како да ти кажа? Да идеш по ѓубрище да збираш јадење да јадат. Не да са били гладни, него ептен гладни. Се што можеме помагахме. И ние, те и е треба и тука. Сите, кој што може помагаш. Тажната приказна со среќен крај денеска отвори нови прашања, како се чуваат и каде се фрлат непотребните таблети. Да бидат увиткани во хартија или во фолија, исто така можат да бидат врзани во КСС со цел да не дојде до вакви фатални последици. Исто така еден апел пак до родителите и до членовите на семејствата. Значи, лековите се чуваат на високо место, кои се далеко од дофат на деца. Таблети кои пливаа по ендек од крај улицата забележавме и денеска. Дали братчето и сестричето од Пустевски ендек ке го запалат алармот и кај жителите на ова улица и кај надлежните општински служби за посовесен третман на отпадот.